Благодарам. Почитувана колешке Петровска, се надам овие закони исто така му ги читавте на тогашниот ваш предпоставен Спасовски, кога се случи трагедијата, кога живи луѓе горе во модуларната болница во Тетово, во државна институција. Истите тие објекти кои што ги набави сегашниот ваш лидер на партијата, а за кои што никој со име и презиме, како што вие веливте, не одговараше, освен кабелот. Се надам му ги читавте тогаш и кога не убедуваше вашиот тогашен предпоставен дека кабелот бил видовен, дека пајакот удрил полицајка. Се надам му ги читавте исто така кога бевме на столбот на срамот како држава, кога вашиот предпоставен некогашен министер за внатрешни работи издаде 200 пасоши на белосветски криминалци, кога дадоа државјанство на луѓе на црна листа. Се надам дека истите членови му ги прочитавте и тогаш на вашиот министер, затоа што обвинувате за селективна правда, односно селективна меморија, нас пратениците од власта. Еве, помогнете ми да не биде таа меморија селективна. Кажете ми колку кривични пријави поднесе вашиот тогашен министер за внатрешни работи после трагедијата во модуларната болница во Тетово, кога живи луѓе горе. Колку кривични пријави поднесе МВР тогаш и против колку лица? Исто така, помогнете ни со селективната меморија, па подсетете не, колку кривични пријави МВР начело со Спасовски поднесе за Ласкаци трагедијата, за Беса Транс и за се ова што го говориме. Затоа што, за да излезете овдека и да критикувате, треба да имате кредибилитет и како личности, и како влада. Вашиот кредибилитет да критикувате, ви го кажаа граѓаните на последните избори, праќајќи ве во длабока опозиција со толку гласови колку што освоивте. Така што, како колега, ќе ве замолам. Знам дека помеѓу вас има и луѓе кои што не сте до толку задлибани во калта и дека ќе оставите на институциите да ја сработат работата како што треба да ја сработат и нема да печалите ефтини, ситни, мизерни политички поени на болката и на генерално на нацијата, меѓутоа и на најголемата болка која што може да има еден родител. Ве замолувам како колега, затоа што ниту истрагата е завршена, ниту имате простор и основ да те критикувате за неселективност, а се тоа ви го објаснивме во претходниот период. Ве замолувам, правете се, само немојте да печалите ситни политички поени врз туѓа несреќа. Благодарам. Контрареплика.